Експертската јавност со поделени мислења околу изјавата на опозицијскиот лидер за двојазичност во државата. За едните најавите на Заев за употреба на албанскиот јазик низ целата држава се обид за собирање политички поени кај албанското гласачко тело, без разлика што, како што велат, тоа би одело на штета на македонските национални интереси. Други пак не гледаат причина зошто не би се изучувал албанскиот на факултативна основа во училиштата или да се употребува во административни процедури на секаде низ државата. Заев во последното интервју порача дека е неопходно да се воведе албанскиот јазик. Во него тој додава и дека СДСМ на изборите се надева да освои повеќе гласови од албанците, отколку ДУИ и ДПА. Зборував за употребата на албанскиот јазик. Не губам јас како граѓани на Струмица, кои што сме 94% македонци. Останувате на таа изјава? Значи, една работа да се знае. Прагмата во Македонија мора да биде следена. Не губам јас ништо како македонец. Ни па граѓанинот на Штип, на Скопје, кој што е од македонскиот етнички корпус на граѓани. Сега му е мајката да дефинираме каква земја ќе градиме во идни. И по вчерашниот демант од Социјалдемократскиот сојуз дека Заев не споменал двојазичност, опозицијскиот лидер од Прилеп уште еднаш порача дека и во овој град треба да се применува албанскиот. Во Прилеп тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. Прилепчани не се согласуваат со ваквите наводи на Заев и велат дека не доаѓа предвид албанскиот јазик да се воведе во нивната општина. Ама нема шанса албански јазик овде, зашто ние нас албански? Не ни треба албански јазик, ние сме македонци. Ти албанците си има таму, не ни треба да има третира децата таму. Ако ме прашаш мели лично, јас ќе речам достани од тие албанците бакшиш, се уште да му јазик да се служиме со јазикот нивни. Да му го продајме порно Заев на албанците. Нека си го купа и нека си ги има за приплод. Според новинарот Васко Ефтов, опозицијскиот лидер ова го прави со единствена цел да им се додвори на албанските гласачи и да го ублажи поразот на следните избори со разлика помала од 100.000 гласови. Зоран Заев сега се гледа во ролјата на Али Ахмети од 2001-2002 година. И второто парче или вториот дел е политички. Ви имате три контингенти на гласови. Едните се гласови на неопределените, едните се партиски определени гласови во македонскиот дел и третиот дел се албанските гласови. Албанските гласови на Зоран Заев му треба да може да ги храбри своите симпатизери дека ќе биде сигурен победник на изборите. Но тие албански гласови од друга страна ќе му возможат на оние анкети кои ги прави Ѓорги Спасов да прикажи помала разлика во корис на ВМРО-ДПМН, на тој начин да обезбеди одредена финансиска консолидација или подршка од крупниот бизнис фактор во рамки на Република Македонија, кој се сеќавате и на претседателските избори со Стево Пендаровски, тој излезе со едни такви анкети кај што покажуваше дека Пендаровски е сигурен победник во првиот круг на претседателските избори. Значи Зоран Заев ќе оди на таа карта. Клучно за него е да има поднослив пораз, тоа значи некаде под 100.000 гласови, и втората клучна работа да биде формирана широка влада. Новинарот Бранко Геровски пак смета дека во најавите за поширока употреба на албанскиот јазик нема ништо лошо. Според него, поприоритетно од системско решение за изучување на албанскиот во училиштата е затворање на прашањето за службената употреба на јазикот, регулирано со Охридскиот рамковен договор. Приоритетно е да се со сет на практични, прагматични решенија да се затвори прашањето на службената употреба на албанскиот јазик во администрацијата, во некои процедури, постапки што се битни за секојдневниот живот на албанците и воопшто на граѓаните на Македонија. Не знам какви се плановите на ВМРО-ДПМН, на СДСМ и на другите партии за целосно затворање на прашањето на двојазичноста во Македонија, која е регулирана во Уставот и Охридскиот договор, но мислам дека со еден сет едноставни прагматични решенија може да се направи многу со цел албанците да го чувствуваат Република Македонија за повеќе за своја држава и да ја чувствуваат Македонија како политичка и држава и нација. Тезата за двојазичност и конфедерација на Македонија опозицијскиот лидер не ја отвара за прв пат. Уште пред 2 години во интервју за косовска телевизија, тој ветуваше воведување на задолжителен албански јазик во градинките, основните и средните училишта.